Некогаш консензуалниот кандидат за председател на уската СДС Мадуи остана осамен. Стево Пендаровски во трката за втор мандат нема поддршка од интегративците и нивната коалиција Европски фронт. Го оставија на цедило верниот партнер. Воздржаноста на Дуи и одлуката да не поддржат никого доаѓа во време кога опозицијата алармира дека се спрема сценарио за бојкот на вториот круг од председателските избори. Коалицијата, предводена од Али Ахмети, имала доволно демократско искуство да ги оставеле гласачите сами да си одлучат кој број ќе го заокружат на председателските избори. Вчера имаше изјава од Европскиот фронт. Ние ќе ги повикаме сите граѓани да учествуваат во избирачкиот процес и да одлучуваат според своите вреднувања, своите приоритети. Имаме толку демократско искуство и верувам дека сите граѓани ќе можат да ги препознават помеѓу кандидатите своите приоритети. Кој од кандидатите што се во вториот изборен круг ќе ги исполнат нивните очекувања. И коалицијата на Сдружената албанска опозиција стои на страна. Немало да им даваат насоки на гласачите кој од двајцата кандидати да поддржат, бидејќи тоа било нивно избирачко демократско право. За нив е чудно што Дуи сепак го оставиле Стево Пендаровски, како што велат, сам во калта. Не убедува дека Пендаровски е најдобар, Пендаровски е консензуален кандидат. Сега кукавичи избега и оставија на кал. Иако партнерски тие дадоа се, Социјалдемократскиот сојуз и технички премиер и се што беше договорено, Дуи ги извиси и нив. Тие ги немаме во джеп, тие гласа не се како гласовите на европскиот, така наречен Европски фронт, гласови со подкуп, со притисоци, со ветување. Овие гласови со обедување и не можеме така лесно да ги ориентираме кон едниот или кон другиот. Лидерите од Вреди обвинија и дека Дуи во страв од пораз на изборите сакале да предизвикаат политичка криза. Според нивните тврдења, Али Ахмети се јавувал по општински организации и повикувал на бојкот на вториот круг од председателските избори.